Американските компании во континуитет имаат интерес за инвестирање во Република Македонија, што покажува дека тоа е пазарот на кој во иднина треба да се фокусираме, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, кој заедно со владината делегација предводена од премиерот Никола Груевски се во посета на Соединетите Американски држави. Би ги спомнал само Johnson Controls, Kemet Electronics, Amphenol и други фирми кои што веќе имаат база во Република Македонија, веќе вработија луѓе и не само тоа, туку задоволни од условите што ги имаат во Македонија, се одлучија и за втора фабрика, таков е случајот со Johnson Controls, која што во 2007 ја направи првата инвестиција, а 4-5 години подоцна втората инвестиција во Штип, каде што имаат околу 1300 лица вработено, ќе стигнат до 1500. Ставрески посочи дека постојат добри шанси врз позитивните искуства на досегашните инвеститори, како и врз основа на интересот кој се гледа во Соединетите Американски држави на бизнис форумите, да дојде до нови американски инвестиции во државата. Според директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријските развојни зони Виктор Мизо, еден од главните адути за привлекување инвеститори, освен даночната политика, намалувањето на административните бариери и кратењето на процедурите, се и поволностите што се нудат во зоните. Најголемиот фокус кој се користи при презентирање на можностите за инвестирање во Македонија, но истовремено најголем интерес од страна на странските компании побудуваат технолошко-индустријските развојни зони. Не само поволностите кои се нудат на овие локации, но истовремено самиот факт дека тамо има веќе однапред изградена инфраструктура каде што компаниите многу лесно и брзо може да започнат со градба на своите производствени капацитети. Според Мизо, во таа насока е и ангажманот за подобрување на можностите за инвестирање во Македонија и изнаоѓањето со одветна локација, за што потврда е и наградата од ФДИ магазинот, каде што зоните во Скопје беа прогласени за најдобри зони за големи мултинационални компании во Европа. Напредокот кој го постигна земјата во градењето на добра бизнис клима останува забележано и од реномираните институции. I'm quite optimistic for the future of Macedonia, and I believe they learn, the Macedonian government learns a lot. We learn also a lot from them, and this will be not only beneficial for the country itself, but this will be also a good, very, very good working prototype for other developing countries in similar situations in the future, which is why we are very, very keen on working with it. Вели Емануел Поликвин, одговорен за следењето на глобалното индустријско производство и развој на технолошко и услужно работење во Светската банка. Владината делегација предводена од премиерот Никола Груевски денес ќе продолжува економската посета со бизнис форум во Лос Анџелес, кој е втор по големина град во Соединетите Американски држави и е центар на технолошка, здравствена, телевизиска и филмска индустрија. За време на посетата во претходните 2 дена, владината делегација одржа бизнис форуми во 2 големи економски центри, градовите Њујорк и Чикаго. Владата следи состојбата со грејењето во училиштата и дополнително ќе интервенира доколку има потреба, истакна заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Околу прекинот на наставата во училиштата во Кичево и Струга, Ристовски рече дека очекува сериозен план од градоначалниците за надминување на проблемот. Свесни и одговорни сме како министерство и како влада. Нема да ја оставиме ситуацијата во комплетна незаинтересираност, но истовремено ние мораме да добиеме план од градоначалниците во која форма и на кој начин планираат да го санираат целиот овој процес. Тоа е состојба што очигледно се продуцира од погрешно или неправилно менаџирање на дел од состојбите на овие 2 општини. Изјави Ристовски, кој појасни дека министерството секоја година доставува редовни блок дотации до општините. Централната власт нема надлежност да бара директна одговорност од градоначалниците. Посредникот на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција во спорот зимето Метју Нимиц свика нова рунда преразговори меѓу представниците на двете земји на 12 ноември во Њујорк. На средбата ќе присуствуваат македонскиот амбасадор Васко Наумовски и грчкиот дипломат Адамантиос Василакис. Според информацијата објавено во Обединетите нации, средбите ќе се одржат во Њујорк, при што Нимицки има одделни средби со двајцата, а потоа и заедничка средба. Целта на средбата според соопштението на Обединетите нации е да се продолжат напорите за изнеоѓање заемно прифатливо решение за спорот за името.
Министерството за здравство креираше Facebook страна за медицински консултации и совети за здрава бременост. Таа е активна од вчера, а секојдневно по еден доктор гинеколог ќе одговара на прашањата со стручни совети и мислења со идните родители. Во периодот после 19 часот денеска на сите прашања ќе одговара доктор Марија Хаджилега, директор на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Прашањата се поставуваат во коментар или во приватна порака, а одговорот се добива исклучиво во приватна порака. Одговорите на најчесто поставуваните прашања ќе бидат и јавно споделени без објавување на лицето што го поставило прашањето, со цел информирање на јавноста. Државјанин на Авганистан на возраст од 20 до 25 години и неговиот малолетен син вчера околу 22 часот и 30 минути загинаа во железничка несреќа на пругата Скопје-Гевгелија. Како што информира МВР, нив ги удрил товарен воз кај местото викано Јаворица, пошто веднаш починале. Двајцата биле заедно со поголема група државјани на Авганистан кои нелегално влегле во Македонија. Велика Британија сака да остане во Европската унија, но во една реформирана унија, изјави во Лондон британскиот премиер Дейвид Камерун во дебатата во британскиот парламент околу идните британско-европски односи. Реакцијата на премиерот уследи по отвореното спротивставување на опозицијските лабористи на плановите на Камерун и на неговите конзервативци за нови преговори со Брисел околу статусот во Европската унија. Според лидерот на опозицијата Ед Милибанд, планот за нови преговори не води никаде, особено сега кога стана јасно дека Германија е против ограничувањето на движењето на работната сила во рамки на Унијата, како и затоа што Камерун се уште не се изјаснува за тоа дали е подготвен да води кампања за напуштање на Унијата, доколку не успее да го добие она што го бара од Брисел и од другите членки.